Американскиот председател Доналд Трамп за време на дводневната посета на Израел ќе се обиде да изнајде, како што самиот изјави, конечен договор, односно мировен пакт меѓу израелците и палестинците. Трамп се надева дека тоа ќе биде нова шанса за мировни преговори кои се запрени од 2014 година. Тој тоа го изјави за време на говорот во Ријад, Саудиска Арабија, каде што ја почна првата негова турнеја во странство како американски председател. I will travel to Jerusalem and Bethlehem and then to the Vatican, visiting many of the holiest places in the three Abrahamic faiths. If these three faiths can join together in cooperation, then peace in this world is possible, including peace between Israelis and Palestinians. Од друга страна, од тимот на Трамп деновиве ги намалија очекувањата од посетата, наведувајќи дека на неа би требало повеќе да се гледа како на символичен гест. Пред посетата на Трамп во неделата, Израел одобри известни економски олеснувања за палестинците, што претходно ги побара председателот Трамп. Во меѓувреме, Израел изрази загриженост за договорот за продажба на американско оружје на Саудиска Арабија во вредност од 110 милијарди долари. Овој договор Трамп го обелодени во Ријад, каде што одржа говор во кој ги повика лидерите на 55 земји со муслиманско мнозинство, каде што живеат повеќе од милијарда луѓе, да ги истераат екстремистите од нивните средини. America is prepared to stand with you in pursuit of shared interests and common security. But the nations of the Middle East cannot wait for American power to crush this enemy for them. На овој говор, на кој Трамп исто така побара од земјите во регионот да го изолираат Иран, бидејќи го финансирал тероризмот, се гледа како на дел од неговите напори да го редефинира односот со муслиманскиот свет по неговите коментари за време на изборната кампања во врска со исламот. Трамп веднаш по доаѓањето во Белата куќа со извршни наредби се обиде и да го запре влегувањето во Соединетите држави на патници од неколку главно муслимански земји.